Во денешната емисија имаме 3 генерации на джентлмени, од кои што двајца се шампиони. Првиот е успешен и реализиран во својата професија. Вториот со голема брзина го освојува светот, а третиот успева да ги оствари желбите на синот кој што се можеби и негова неостварена желба. И нели, крајот го краси делото. За крај ќе говориме со една дама која што успева да избалансира помеѓу адреналинот и нежноста, што е нели најголемата одлика на джентлмените. За денешниот гостин нема посебно да говорам затоа што одговорот на моето прво прашање ќе ви каже се за него. Бони, добре ми дојде. Порно да ве најдам, Жере. Баш ми е мило. Кажи ми, професионално што си најмногу? Актер, сценарист или можеби директор? Уметник. Уметник. Жере, уметник сум. Мислам дека тоа најдобро ги опишува сите работи што ги правам во животот. Јас обожувам да создавам, да креирам со ништа, да смислувам приказни, да смислувам естетски концепти и тоа се прелева во сите работи што ги изборуваше. И како директор јас тоа го правам, не сум јас оддалеку сум од мајстор за организација. Други луѓе го организираат фестивалот, многу голем број луѓе, многу комплексна работа и бара многу да инволвираш многумина кои ти ги остваруваат работите, но јас сум сонувач. Ако Тоа е можеш, тоа го правам и во тоа уживам. Што вели Шекспир, ние актерите сме направени од материјал од кој што со ништата се направени, така да тоа е тоа. Како мал, имам прочитано за тебе дека си бил многу надежен ученик и дека си сакал да се бавиш со наука, но некако ете животот те донел во овие води. Што се случи? Каде се изгуби научникот по пат? Види, јас мислам дека бев овој живот предодреден заради моето семејство, заради татко ми особено. Да. И светот во кој што растев од дете сум, уште го памтам мирисот на гримиорните во стариот театар од онаа страна на Вардар пред земјотрес. Таа склоност или способност или талент за тие екзактни науки не го имам реализирано така како што некои луѓе или како што мајка ми би го сакала или како што некои луѓе сметаа дека би требало да го реализирам. Јас сум сонувач, тоа најмногу ме справи среќен да помагам на луѓето во моите соништа и во креацијата, да создавам свет во кој што ќе им биде убаво и задоволство на луѓето. Во последно време, меѓутоа, по сила на нештата, заради мои здравствени проблеми кои ги имав пред 20 години и кои се уште помалку се провлекуваат, јас морав да се соочам со тоа дека јас морам сам да го помогнам моето тело да се исправи, да се доведе во состојба на здравје и преку тоа научив многу работи кои можеби на факултетот немаше никогаш да ги научам и луѓе сега и ден денеска ми се јавуваат да им помогнам околу суплементи, што мислам за ова, што мислам за она, ама тоа е друга приказна. Да. Значи тоа не е моја професија. Точно. Но имав некакви склоности и уште имам склоности, јас сакам да помагам, па мислам дека во таа жичка некоја или гранка од мојата реализација како човечко битие спаѓа, да речеме, таква една неостварена професија. А си имал ли можеби прилика да играш таков лик? Сум имал. Си имал? Доктор еден куп изиграв. Додуше епизодни улоги, меѓутоа играв еден куп доктор, играв во Исцелител лекар. Имав неодамна понуда да играм гинеколог во еден филм. Многу ми се заредија полициски улоги и лекарски улоги и не знам дали случајно или намерно тоа станува или јас па го повлекувам затоа што некаде во својата како сакаш енергетско присуство аура го носам тоа, ама сум имал. Живееше долго време на релација Њујорк-Скопје, можеби се уште живееш, не знам што е тоа што го има во Америка и го нема тука и обратно? Ќе бидам искрен, морам да ти кажам, не знам што се случува во Америка последниве 10 години, зашто тука живеам. Јас од пред 10 години се преселив просто во Македонија, кога беше повеќе 13 на години, кога беше тоа што го нарекува неурот на недвижности, многу растеа цените во недвижностите во Америка, ненормално и вештачки. И тоа во еден ден прсна тој меур, имаше голема економска криза, секна работата во Америка бар за мене и затоа што го работев во тој период. И почнав овде да гравитирам повеќе, ми се отвори работа, сретнав една жена со која се влюбив, решивме да се земеме и од тогаш сум преселен тука. И јас сум од тогаш во Македонија, не би знаел да ти кажам каква е работата во Америка во моментов, но по муабетите што ги слушам со мои пријатели и роднини, не цветаат розини таму со се ова што се случува на меѓународно ниво, зашто не сме изолирани, пандемијата, кризата која произлегува од тоа, сите тие ако сакаш и вештачки дефинитивно создадени кризи
кои произлегоа од се што се случуваше на ниво на планетава последниве година и половина, мислам дека влијае многу и таму. Но таму има нешто што многу го сакам. Таму има една посветеност на тоа што го правиш, која е 100%. Луѓето кои се бават со професијата се бават само со тоа. Да. Значи живеат за тоа. Луѓето се професионалци во тоа што го прават и го прават до коска. Не прават и едно и друго и трето, па малку од ова, па може и вака не. Ако се посветени, барем тие што се успешни во фелата. И многу го сакам јас тоа, кога си посветен, да си посветен до крај. Тоа што го имаме овде, дека овде можеш да со таква посветеност е многу тешко некогаш да си најдеш време за дефинитивно. Задоволство, за релаксација. Овде пак успевам да најдам време, со тоа што во последно време откривам дека што пократко е тоа време за мене, поубав ми е животот. Јас многу сакам да работам и човекот чија филозофија ја следам, во еден момент неодамна го открив, тоа има пишувано за тоа, а тоа е дека човек е среќен кога може да, значи кога бираш професија, парафразирам сега, Добро. човек треба да избере професија која има онолкаво количество на непредвидливи работи со кои мора да се справуваш колку што можеш да толерираш. Да. Ако е воопшто во животот, ако имаш повеќе честички во просторот ти влегуваат и проблеми од колку што можеш да толерираш, човек е несреќен. Кога имаш толку колку што можеш да толерираш и среќен и задоволен. Кога имаш помалку исто така си несреќен зашто ти е здодевно. Точно. И кога многу работам, мене многу ми е убав животот. Ти направи еден џентлменски потек, храбар потек пред се, пошто храбро е да си џентлмен и обратно, џентлменски е да си храбар. Замина од тука во од големиот свет да го бркаш тој амерички сон. Дали во Америка, дури сме на прашањето Америка, Македонија, успеа таму да сретнеш некои биг шат, што ги викаме големи зверки во филмската индустрија, се запознали со големи имиња, како е да се биде до такви, знаеш, малку сигурно интересира нашата публика тоа. Запознав, имав среќа, јас рано во кариерата се разболев и престанав, меѓутоа многу баво ми одеше кариерата. Прво ме примија, јас сум странец. Отидов во Америка на 32 години, значи англискиот не ми беше мене јазик што зборував јас, затоа што една година завршив гимназија во Америка, зборував доволно добро да можам да комуницирам. Меѓутоа можеше да осетиш дека не сум американец. Да. И јас ги посветив моите 3 години на постдипломски студии по актерска игра во училиштето кај што сакаше да одиш ти, кај што се надевам дека ќе имаш можност да поидеш, на тоа да го совладам јазикот така да можам да одам на аудиции без да знаат дека сум странец. Не знам од каде произлегува тоа, но јас имав среќа и доволно да го вежбав да не може, ако одам на аудиција и ми дадеш текст претходно, имав можност да го совладам текстот, да не можеш да кажеш, сум на аудиција за Шекспир, да не можеш да кажеш дека не сум американец. Да. И благодарение на тоа, после, па бога ми, јас што туку завршив, работев кај нивни многу познат телевизиски актер, Тони Рендал се вика. Тој е една од звездите на една серија што се вика Од капал или Чудна двојка, правена по пиесата на Нил Сајмон. И кај него влегов, значи, од еден куп американци на Бродвеј, тој држеше свој театар, прв пат се направи репертоарски театар, кај што еден човек го држи театарот, и таму Бродвеј е зграда, па кој дојде, кој најми, ќе си прави представа. Да. Нему му ја дадоа, тој го ја зема под закупли, не знам од каде финансии доби, и тој организираше представи. Мене ме примија, значи бев на интервјуи, на аудиции, и ме праша зошто сакаш да работиш како приправник во театарот, зашто приправничката работа е носиш шолји, па некојаш ако отпадне, некој ќе влезеш ти со текст. И за мене беше предизвик, мислам дека Џорџ Си Скот играше втората сезона, првата сезона играв со неколку познати звезди англиски, не би знаел да ти ги кажам имињата, затоа што помина доста време, ама ако ги видам на филм ќе ти кажам со него играв. Бев на аудиција за филм на Вуди Ален, се запознав со него и играв во филмот. Кај него и играв со Хери, Майкл Џей Фокс играше главна улога. Играв таму еден бугарски полицаец кој што доаѓа во амбасадата да ги уапси американците кои побегнале булгарски, односно таму се викаше во земја Булгарија беа слетани американците, тие беа многу жедни, излегува од авионот да пијат вода, сите мислат дека се шпиони, ги бркаат до американската амбасада и јас таму имав сцена со Майкл Џей Фокс. Значи тоа ми е вториот допир, имав можност аудиција за него да правам. За жал него го болеше забот кога ја правеше аудицијата, имав под непријатни околности, го болеше, меѓутоа тој инсистираше и мене беше огромно задоволство, крупни планови ми снимаше кои не беа планирани и ми беше задоволство зашто претпоставив дека сум му се допаднал. Од звездите, јас во тој период се разболев
Крлеш ме касна, се разболев, не може од кревет да станам и се повлеков од актерската професија зашто не бев уморен. Да. Постојано не знаев што се случило, зашто Крлежот кога ме каснал не сум го забележал и така натаму. Како и да е, јас во тој период се повлеков, имав можност пред дождот, моето учество во филмот како кастинг директор, соработник, да кажам, неофицијален консултант на сценариото, со Милчо бевме многу блиски. Во тој период соработувавме многу, да се запознам со Фајнс. И со Фајнс се запознав во периодот кога го снима Прашина во Битола, но се запознав со главниот соработник на Роберт Редфорд. Имав можност на Оскарите да се запознам со повеќе луѓе, добитници на Оскар и така натаму, еднаш го огребав Оскарот за да ми фати Маја. Да. Тарантино го запознав. Значи имав можност да се запознам, Траволта два пати сум се запознал со Траволта. Вистински џентлмени, дефинитивно кој што. На вистина. Луѓето со кои се запознав беа вистински џентлмени, но ова себе да кажам имињата кои се позвучни. Да. Сум имал можности со други луѓе да комуницирам по линија на кастинг директор, кога сум работел како кастинг директор. Значи не е тоа туѓ свет. Има една пиеса позната америчка, на Бродвеј беше хит, се вика Six Degrees of Separation или 6 степени на одделеност. Изборува за тоа дека секој од нас е само 6 чекори одделен од некој славен. Да. Само треба да најдеш по која линија. Да речеме дома бев, не знам дали знаат нашите луѓе, на Брус Вилис, братот е продуцент филмски, кој е женет за македонка. И тие живеат кај нив су бил дома. Значи има такви интересни приказни и јас би сакал, бидејќи имам можност до година, се надевам, се уште ќе имам можност како директор на Манаки, да ги донесам некои од тие луѓе и да направиме еден македонски агол во Манаки, кај што ќе дојдат сите звезди филмски, кои што се или македонци, или се женети, или мажени за македонки, да направиме едно лоби и една мрежа која можеби ќе помага да се отвори македонскиот филм на. Што па да не. Одлична идеја. А кажи ми, човек си кој што го живее животот 100 на сат, очигледно црпиш енергија од некаде, има ли нешто, некој бакет лист што си го имаш зацртано за работи што сакаш да ги правиш и дали има можеби нешто што не си направила, сакаш да го направиш? Мојот бакет лист е врзан само за скиентологијата. Има одредени тоа е филозофијата која ја практикувам во животот, која ја проучувам и има одредени работи што сакам таму да ги остварам како на духовен план. Да. Тоа е мојот бакет лист. Другото никогаш не сум го посакувал тоа, но почнува да ми се врти во последно време дека можеби би сакал да се вратам на Оскарите, ама на сцена. На прием на некој Оскар со филм кој што јас сум го продуцирал, со приказна и тоа повеќе како продуцент. Јас многу ја сакам актерската работа, но актерската работа е многу потешка од се ова друго што го зборуваме. Тоа е исклучително тешка работа, што е многу самена работа. Да. Сите овие други работи, професии, продуценци, со други луѓе, стално некој друг има да ја заврши работата, даваш задачи. Актерството е како што знаеш ти си сам во свој свет, кога го креираш, додека не дојдеш да го реализираш на сцена, никој не знае што ќе излезе од таа работа, сите може да го критикуваат и е многу мачна работа, знае да биде многу напорна, мачна и многу работа бара. Точно. Ама немам друг бакет лист и би сакал семејство да формирам повторно. Така. Дај Боже да ти се остварат сите тие работи. Сега да те прашам, нели џентлменски е да се признае кога ќе се сгреши? Се разбира. Си признавал ли грешки до сега и дали си ги правел пред себе? Секогаш многу правам грешки, сум правел. Така се живее, да. Невозможно е да не правиш, секој човек што работи греши, невозможно е да не сгрешиш, мислам треба да си робот, а и роботите мислам дека грешат зависно од како се програмирани. Мислам дека големината на секој џентлмен е кога ќе види дека сгрешил да се извини. Последниот пат се уште грешам, јас сум многу внимателен да не многу ми е важно да не повредувам други луѓе, да не нанесувам зло и несреќа таму кај што е непотребно. Зло никако, а несреќа таму кај што е непотребно, но сум исто така имам свој интегритет, мислам дека одредени работи кои мене ми значат се битни луѓето да ги почитуваат и мерката во која си спремен да ги браниш твојот светоглед, твоите принципи и каде ќе правиш компромиси е она што вистинскиот џентлмен
умниот джентлмен правилно го проценува, но мислам дека е неопходно, бидејќи сите грешиме, невозможно е да направиш нешто со кое не правиш штета на нешто друго во било што. Кога ќе згазнеш на паркетот, го почнуваш да го абиш. Да. Невозможно е да одиш по земјинава топка во овој физички универзум, невозможно е да правиш било што без да направиш некаква деструкција. Прашањето е колкава е деструкцијата и кој ќе ја направиш, дали си свесен за неја и дали си спремен ако некого оштетиш и повредиш за тоа да преземеш одговорноста. Мислам дека е вистинскиот знак на джентлменство. Точно. Да, точно. Добро срочено. Кажуваш повеќе да или не? Се обидувам со да повеќе да живеам во животот. Зашто верувам многу е тешко, зависи и на што. Ако е деструктивна активност, не можам да кажам да. Но се обидувам секогаш да бидам охрабрувачки кон луѓето со кои работам, да придонесам ако можам, кога не можам да се повлечем од таа работа, затоа што не помагам никому ако не можам да придонесам. А дали си човек што игра за да победи или игра за да учествува? Јас би сакал да победам, но јас верувам дека животот може да е место кај што сите може да победат. Не сум љубител на игри во кои никогаш, никако дете, кога сме играли утакмици, животот е игра, во суштина. Значи, играта има препреки, има цели, некој мора да ги оствари, ако има два тима, мора да има два тима, некој мора да победи. Но мене никогаш не ми причинувало огромно задоволство да поразот на другиот. Така. Ако можам да победам во игра во која сите победуваат, би било идеално. Но игрите јас што ги земам да ги работам, да речеме ако работам на улога, ако работам на филм, правам се за да победат. Значи се што можам правам за да победат и при тоа членовите во тимот со кој што работам да се чувствуваат како и тие да победиле, да не е нешто што е наложено и кој го прават само заради тебе. Не знам дали те разбирам да сме дел од истиот тим, да чувствуваат дека е нивно. Така е. И за крај ќе те прашам едно прашање кое што е многу просто, но е многу филозофско. Што е тоа што те за да создадам подобар свет, ако можам. Да. Се што правам. И преку нашата професија мислам дека успеваш да го направиш тоа, нели, со тие имагинарни светови. Ти благодарам на вистина што ми беше гостин, честа е голема. Ќе се видиме на сет. Важи. Фала. Се гледам. Фала. Името Петар доаѓа од древниот грчки јазик, што значи Петрос, што во превод на македонски би значело камен или карпа. Детето Петар, легендата кажува дека е безгрижно дете кое што се грижи за своите родители, кое што го сака животот, кое што е многу нежно и многу активно во својот живот. Покрај сите овие работи, нашиот Петар е еден од најуспешните млади спортисти во Македонија. Како сум ја фатил кривинава, Петар? Те на брзина побора. Коч. Ја искрешим формулата. Повеќе га смера. Ништо, да почнеме да си правиме јас и ти мојот, пошто на вистина од мене нема да биде шампион. Фала ти за лекциите. Ништо. Ме интересира, Петар, кажи ми, кој е твојот најголем сон? Мојот најголем сон е да учествувам во Формула 1 шампионатот. Имаш ли некоја формула што сакаш да ја возиш, одредена марка, може би или нешто? Одредена марка немам. Добро, а кажи ми, во овие твои 12 години имаш, така? Да. Кој е најдобриот совет што си го добил, може би, од татко ти, да кажеме? Од татко ми трката не се решава во еден круг или една кривина, туку трката трае цела трка од 12 круга, треба да се искористат сите тие кругови. Гледаме дека имаш многу пехари, на вистина, честитки за тоа. Дали имаш некоја омилена трка што цело време се размислуваш? Имам омилена трка, таа е во Австрија,
Таа трка се одржуваше на дожд, стартував од третата позиција и првиот и вториот се договорија некако да ме зафркнат, за да они можат да избегаат и да не можам да стигнам да се поминувам со нив, но во вториот свијак закочив многу порано и тие многу касно закочи и го поминав и така цела трка се водеше ја првиот, вториот, трети. Тоа е шампионско размислување, браво шампионе. Знаеш дека си нели гостин во Джентлмен магазин, зборуваме за джентлмени. Според твојата возраст рано е да зборуваме за джентлменство, но можеме да зборуваме за едно фино и воспитано дете. Кажи ми, што правиш кога не си во картингот? Како го исполнуваш времето? Па кога не сум во картингот, сето слободно време го користам со моите другари, пробувам да излезам надвор, да се дружиме. Исто така во слободно време играм игрици со другарите преку онлайн игрици. Така го поминувам моето слободно време. Што сакаш најмногу да правиш од игриците кога станува збор? Која игра сакаш најмногу да играш? Најмногу сакам да играм Формула 1 и Гран Туризмо. Гран Туризмо се тркам со еден другар и тоа е многу интересно за мене. Да. Предпоставувам дека со трките си многу зафатен и често изостануваш од училиште, нели? Да. Имаат ли разбирање наставниците за тебе? Па да, тие ми помагаат, стално ми честитаат кога нели ќе ги почастам за прво место или за шампионската титула, ме бодрат и стварно се добри кон мене, не се например така строги, например сега доаѓам од надпревари првиот ден испрашување. Да. А ставаат ли пет? Ставаат. Да. Ти си секогаш научен да си број 1, нели? Шампион, но на училиште не треба 1, треба 5. Да. Тоа треба да се запази. А се спремаш за светско првенство во Бахрейн, така? Да. Што значи тоа за тебе? Што представува? Возбуден ли си? Па да, премногу сум возбуден и очекувам многу добар резултат на светското првенство. Се мотивираш ли се? Што размислуваш кога мислиш на таа трка? Што си викаш кога ќе отидам таму? Ќе победам? Си викам ќе си победам и не знам така кога имам слободно време, некогаш размислувам дека се надпреварувам например со првиот и другиот, вториот и се надпреваруваме до последната кривина и како би го зафркнал. Да го победиш цело. Да го победам. Во самиот момент дури возиш, освен ова што размислуваш како да ги победиш, на што размислуваш? Се исклучуваш ли некош мислиш ли на училиште, можеби на девојки, не знам? Не? Тогаш сум сконцентриран само на трката и возам сета концентрација ја давам на патиката, да можам да успеам да победам, да ги поминам ако има некој да се помине. Петар, ќе ти се заблагодарам што ми беше гостин во емисијата и ќе ти посакам да останеш шампион и понатаму. Благодарам и на вас, благодарам и до медиумите што ме поддржа и до овие емисии што ги учат сите деца како да се однесуваат добро, правилно и како да станат шампиони. Одлично. Сето што сакаат. Mi sto allenando, buonasera, signore e signori, fuori gli attori, vi conviene non fare più errori, vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana tipo spacciatori. Макс Верстапен е редок тип на возачи кои некогаш се појавиле во Формула 1, но сепак тоа не е случајно. Тој е син на поранешниот Формула 1 возач Јос Верстапен, а со самото тоа тој е израснат и учен на вистинските вредности за тркањето по спорт. Според она што можевме да го дознаеме, посветеноста на Јос Верстапен да го израсне неговиот син во еден од најдобрите тркачи на сите времиња била огромна, која трае и до ден денеска. Екстремната подготовка која што ја добивал од неговиот татко, Макс Верстапен успешно искористил и денеска важи за еден од најдобрите тркачи во Формула 1, кој има еден специфичен стил и техника на возење. Иако има само 24 години, Верстапен е истовремено едно од водечките светла на Формула 1 и возач кој би можел да ја задржи таа улога и во наредните 10 години. Тој за прв пат се појавил како чудо во 2015 година. Тој важи за многу зрел за своите години и е вреден работник. Според најголемите познавачи, тој ги има сите состојки што се потребни да бидете апсолутен шампион. Верстапен имаше своето деби во Формула 1 по само една година трки со автомобили, напредувајќи од картинг во Европска Формула 3.
Неговото патување до врвот изгледа кратко. Тој тргнал по патеката на своја 4 годишна возраст. Неговото блескаво картинг CV, многу импресивната дебитантска Формула 3 сезона и бројката од повеќе Гран При победи, исто така сугерира дека талентот на Верстапен е таков што ова изгледа прилично лесно. Образованието на Верстапен што го добивал од неговиот татко било понекогаш неконвенционално и прилично тешко. Иако приказната на холанѓанецот е навистина неверојатна и е ода на неговиот собствен талент, не смее да се подцени улогата на неговиот татко Јос во правењето на Макс возач што е денеска. Може да се тврди дека ако не беше менторството од него, приказната на Макс можеше да биде поинаква. Како што кажавме на почетокот, самиот Јос бил Формула 1 возач. Исто така своето деби го имал на рана возраст и го привлекол вниманието во јавност. Кариерата на Јос Верстапен, можеби поради сплетот на околности, неговата Формула 1 кариера завршува од 2003 година. Во тој период, тој целосно се посветува на неговиот син. Покрај неговиот татко и мајката на Верстапен била картинг тркач, а неговиот дедо поседувал картинг тим. Со цела оваа поддршка која што имал позади себе, Макс прераснува во најголем талент во Формула 1. Тој победил на својата прва трка на 7 годишна возраст. На 9 годишна возраст тој бил шампион во Белгија и Холандија и додава повеќе домашни титули во следните неколку години. До 13-та година тој постигнал хет-трик со титули во ВСК во својата прва година во Европа и завршил како вице-шампион на светскиот куп на ЦИК ФИА. До 16 години, неговата последна година во картинг и во сениорските категории, тој бил светски и европски шампион во двете најконкурентни и професионални класи во дисциплината. Додека Макс Верстапен одел на училиште, неговиот татко работел постојано на болидот на неговиот син. Макс заедно со неговиот татко поминувале по 100.000 километри годишно низ Холандија, Белгија и пошироко вежбајки и возејки по трки. Покрај тркањето, Јос Верстапен постојано го учел неговиот син за секој детал од моторот на возилото, бидејќи според него не можете да бидете добар тркач ако не го знаете секој детал од вашето возило. Она што можеме да го заклучиме е дека Јос Верстапен го направи својот син ментално тврд и агресивен лик. Неговите методи може да се сметаат за интензивни и непростливи, но тоа е она што го прави Макс Верстапен цврст возач кој што има став никогаш не вели никогаш. Тука сме со креаторот, главниот ментор, главниот спонзор и човекот кој што го поддржува Петар во се, неговиот татко. Игорче, како си? Добре. Баш ми е мило. Сонот на секој татко е неговото дете, нели да го надмине таткото. Ти си исто така шампион во автомобилизам во Македонија си бил. Дали сметаш дека Петар со своите 12 години веќе те има надминат? Да. Да? Веќе ме надмина, да. И по број на шампионски титули, по поголеми успеси. Значи, мојата кариера беше не подалеку од Србија. Петар учествува во Централна европската зона, има учество во ВСК шампионатот, што е еден од најпрестижните во картинг. Сега ќе одиме на светско во Бахрин. Ја такви успеси сум немал. И јас само ќе посакам Господ да ви го осветлува патот и да ви помогне и ние сите да се гордееме заедно со светската титула number 1, нели што може да се каже. Дај Боже, што вика нашиот народ. Да, колку што знам, ти се откажа од својата кариера за да се посветиш на кариерата на својот син, нели? И тоа навистина го прави со сите своји сили и средства. На почетокот знам дека беше сам, значи немаше никаква поддршка, ниту па некој имаше уво за да помогне. Дали сега се сменија малку работите? Работите се сменети, ама не многу. Значи, ова е прескап спорт. Да. Значи, не скап, него прескап спорт. И една сезона е многу скапа и тешко се издржува. Значи, имаме некои спонзори кои одреден процент ни покриваат од шампионатот. Агенција за млади и спорт оваа година застана позади Петар, што сме многу благодарни и многу ни помогна и така успеавме уствари да извозиме оваа сезона, иначе не можеме. Ако одиме по редот на нештата, значи како треба да биде, ние имаме во картингот уште 2 години и после тоа треба да размислуваме на 15 години за Формула 4. Сега дали ќе успееме, знак на прашалник е само ради тие средства финансиски. Јас искрено се надевам дека ќе успеете и види, затоа се и на крајот на краиштата овие емисии, нели, за да допрати до нечиво уво, па не до 4, него и до Формула 1.
И ние се надеваме за тоа, толку труд вложуваме и средства и напор за да му помогнеме, за да нема надеж не би го правеле ова. Да. Значи ние се надеваме, значи сме биле на некои посериозни тестирања, што сме му ги обезбедиле на Петар, бевме и во тимот на Ралф Шумахер пред 2 години. Значи оценките за него и за неговиот талент, за квалитетот на неговото возење, значи се неспорни. Само средствата се спорни. Го трасирате патот да биде добар джентлмен. Видете, овој спорт го сметаат за најджентлменски и во минатото со овој спорт се бавела само плава крв. Зашто не можел секој да си го дозволи. Сега нели нормално тоа е сменето, али околу джентлменството, значи нас ни е најбитно Петар да биде воспитано дете. Он е скромен, значи тоа не можете да му го наметнете или да му го направите. Значи он е такво дете, он е скромен. Меѓутоа ние се трудиме како родители, значи да го усмериме правилно, да не го понесе ни славата, ако дај Боже стане славен, да биде со неговите врсници и така да си го да го живее животот, значи да нема поделби и ако може да помага. Да. Значи не да одмага. Тоа го учиме. Со тоа мислам дека многу му помагаме на него да се изгради како личност. И одлично го правите, тоа е од тоа што од приложеното што може да се види. Благодарам. Нема на што. Кога станува збор за мажи или автомобили, еве тука имаме нешто прекрасно. Кога станува збор за таа страст, моментално минатава година или оваа не се сеќавам, не е битно, Ford Mustang беше избран како за најмашки, најдобар автомобил. Имаш ли ти сон на некој автомобил што сакаш да го имаш или си го имал можеби? Што би избрал, да кажеме кога можеш, еве, идеш, што би избрал? Мојот сон бил Порше. Јас сум имал Порше, значи сонот сум го остварил, меѓутоа сум имал теренско SUV возило. Не сум имал спортско Порше. Али мојот сон не е битен. Значи сега е битен сонот на Петар и живеам за тоа. Да. Значи не ми е битно веќе ништо. Што сум возел до сега? Си возил тоа? Да, не, стварно. А му даваш ли автомобилот твој да го вози? Сака, мислам дека е мал. Имавме една ситуација интересна околу тоа, зашто возам возило автоматик. Аха. И он ме гледа, ме прати како возам и ми вика зошто кочиш со десна. Викам затоа што така се кочи, викам автоматик така се вози, со десна даваш газ, со десна кочиш. Затоа јас на симулаторот се збунив. Да, и Петар ми вика не е така, тоа е затоа што ти немаш осет, јас кога би го возел би кочел со лева, затоа што он е навикнат од карта. Му викам не е исто, и сега дали беше провокација за да ме намести да му давам да пробува или не знам, ама му дадов и он проба со лева да прикочи и одма. Викам ова е хидроулична кочница, ова е сосема поинаку од картингот и не се вози на тој принцип и така. Сум му дал да проба, али животни лекции, нели? Мислам дека е рано да вози кола. Ќе ти посакам само да продолжиш да го правиш тоа што го правиш, што се тргна ти на страна за тој да биде во преден план. Ја имаш поддршката од сите нас, што и да треба тука, сме се надевам дека тоа ќе стигне и до повисоки инстанции од нас и дека Петар ќе го гледаме со пехарот на Формула 1 да прска со шампањ. Дај Боже, ќе славиме заедно сите. Ти благодарам. Како мајка и сопруга, дома сте двајца мажи и 2 жени. Како успеваш да го избалансираш тој адреналин што се појавува кај мажите пред се и кај шампионите, нели? Да. Па адреналинот постои одамна во нашето семејство, кој што кажавте, но мајката е тука столбот на семејството, така да се настојувам да бидам во како нормално семејство, нормално адреналинот е на стазата, на трките, а дома е смирено, функционираме како едно нормално семејство со секојдневни обврски, но поддршката мора да има Петар, затоа што со наша поддршка, со неговата дисциплина, може да успее понатаму. Вие сте, нели, таа која што во семејството ги негува добрите навики и го учи Петар, нели, да биде джентлмен во животот. Како успеваш во тоа? Да, Петар го учам да нормално спрема девојчињата да биде нежен и внимателен.
но и да дава предност нормално пред девојчињата, а на стаза да биде првиот. Прв, да. Тоа е тоа. Да. И навистина мислам дека тоа е правиот пат. Јас ќе ви посакам успех да продолжите во тоа. Претпоставувам дека да се биде мајка и да се има дома дете кое што пред се шампион во тоа што го прави, но тоа е адреналински спорт, нели, опасен спорт можам да кажам. Како се справувате со стравот дека е таму на стазата и дека го прави тоа што го прави? Претпоставам дека во наводници оперирана сте од тој страв, но како беше тоа кога почна, како се одвива понатаму тој страв, менаџирањето на стравот? Стравот секогаш постои. Никако гледам никој начин да го совладам, но тоа тешко ми успева, нормално. Полесно ми е кога сум на таа стаза, на таа трка, пошто знам што следи и во тек сум со настаните. Потешко ми е кога сум дома и кога очекувам нели некоја порака или јавување да видам како поминал, дали е се во ред, пошто безбедноста е една од најважните работи. Дефинитивно. Да, пред се нели безбедност и понатаму нормално стравот би постоел и да биде и во Формула 4 и понатаму. Што е според тебе клучно во воспитувањето на еден ваков иден джентлмен кој како што тргнал најверојатно и дај Боже ќе стане и светски шампион? Дај Боже. Да, дисциплината е многу битна работа, скромноста на Питер. Нашето вложување и неговото на тренинзите и нормално среќата како за крај е битна за да успееш во било кој спорт. И за крај, Ирена, би сакал да те прашам што за тебе представува поимот джентлмен? Джентлмен е добро однесување, нормално домашно воспитување и почит спрема женскиот пол. Ти благодарам. Благодарам и на вас што ме поканавте. Ако би требало да изберам некаква мисла која мислам дека можеби најмногу би помогнала да се создаде подобра цивилизација, иако е многу тешко со една мисла да ја промениш цивилизацијата или да бидеме джентлмени, би рекол дека можеби, ако не се лажам, тоа е и будистичка во основа мисла, а тоа е дека луѓето треба да се обидеме да ги третираме така како што би сакале да не третираат нас. И секогаш кога следниот пат ќе тргнете да зборувате со некој човек или да се однесувате со некој човек на одреден начин кој што вам би се чини соодветен во дадениот момент, можеби не е лошо да помислите или да помислиме дали ние би сакале некој така да се однесува со нас. Мислам дека тоа би помогнало подобра цивилизација и подобар свет да создадеме. Зашто сите ние живееме во околности, особено во моментов кои што се многу стресни за сите луѓе, сите имаат мака. И кога ќе тргнете да го истурате гневот кон некого, помислете дали би сакале некој да се однесува така со вас. Тоа е некаква мудрост, не сум ја измислил јас, немам намера да бидам претенциозен, но мислам дека мене ми помага и многу би помогнала да создадеме поджентлменско општество и цивилизација на земјинава топка. Децата, чии родители им поставуваат високи цели, прераснуваат во вистински джентлмени кои што потоа самите себе си поставуваат високи цели. Да не заборавиме дека джентлменството излегува од дома. Джентлменството е во воспитувањето. Како што видовме, има родители кои што се откажуваат од своите соништа за да го остварат сонот на детето. Доколку вие заборавите на добрите навики и доброто однесување, ние сме тука да ве потсетиме. Секоја среда на македонската телевизија. Гледајте Джентлмен магазин.